гледачи, добре дојдовте во новата емисија на Супер Звезда. Јас ви праќам безброј бакнежи и ви мафтам заедно со моите другарчиња, со кои што денеска ќе се дружиме заедно во оваа емисија на Супер Звезда. Ајде да им мафнеме нашите гледачи, ајде да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканеме да останат заедно со нас денеска на ова прекрасно место кое што сум дојден да бидам специјален гостин. А станува збор за една градинка која што е една од најубавите градинки во Македонија и се наоѓа директно во срцето на градот Скопје. Името на оваа градинка е символ за заедничко живење, за заедничко дружење и нешто што постои многу години пред дури да биде формирана Европската унија. Името на оваа градинка се вика Братство и единство. Ова е детскиот клон Петар Пан, во кој што денеска сум специјален гостин. Интересно е тоа што станува збор за една прекрасна мултиетничка градинка каде што доаѓаат дечиња од разни вери и разни националности кои овдека заедно живеат во една прекрасна хармонија и во еден прекрасен заеднички соживот. Денеска имаме специјална чест и задоволство да разговараме со директорката на оваа градинка. Би сакал, драги гледачи, уште во почетокот на емисијата да ја поканам нашата денешна прва гостинка и домаќинка во оваа емисија, а тоа е директорката господја Рабија Локу. Добре дојдовте во Супер Звезда, господја Рабија, како сте? Добар ден, добри сме, добро ни дојдовте. Драго ни е и чест ни е и задоволство што сте гости во нашата градинка Братство и единство. Фала ви многу што ме поканивте. Јас уште од старт овдека видов дека има една работа која што многу години наназад ми недостасувала, дружбата со овие дечиња. Се потсетив на времето кога јас одев во градинката, самиот мирис ме врати во времето, значи исто така кога бев дете, и морам да ви кажам дека ви завидувам на тоа што имате шанса да работите на најубавото место во градот Скопје. Убаво ли е да се биде директор на една ваква градинка? Па да се биде директор на градинка, како менаџер и директор на градинката е една одговорна работа за целокупното работење на сите вработени и непречено одвивање на сите активности и проекти. Кажете ми, колку дечиња ја посетуваат градинката Братство и единство, поточно вашиот клон Петар Пан? Моментално имаме згрижено околу 550 деца во градинката, детската градинка Братство и единство. Во објектот Петар Пан имаме некаде 120 деца. Ме интересира колку години постои градинката Братство и единство. Дали ова е една од најстарите градинки во Македонија? Па градинката Братство и единство е формирана во 28.1953 година. Таа е една од најстарите детски градинки во градот Скопје и наскоро ќе слави 60 години јубилеј. Незината прва локација беше кај денешниот подвожњак непосредно до денешната поликлиника Битпазар. Поради се поголемиот број на децата и потребата за нивно згрижување, во јули 1971 година беше поставен камен темелникот во денешниот матичниот објект до џамијата Јаја Паша. Така, во скопскиот познат Битпазар. Така. Кажете ми, значи ова е мултиетничка градинка. Овдека доаѓаат дечиња од разни националности, како што јас разбрав, има македончиња, има албанчиња, има турчиња, има и роми, има сите? Па имаме 36 воспитни групи, каде што воспитниот образовниот процес се одвива на 3 јазика, тоа на албанскиот јазик, македонскиот јазик и турскиот јазик, со соодветно стручено воспитан кадар од трите јазика. Така што од секогаш градинката представувал мултиетничка, мултијазичен модел за воспитување и образование на деца од различни национални структура. Прекрасно. Кажете ми, колку време сте вие директор овдека во оваа градинка? Па, јас во оваа градинка сум 4 години директор. Дали сте задоволни од работата на вашата градинка? Па, сме задоволни од работата, така што тоа се гледа во
воспитната работа кај самиот кадар, кој што навистина згрижува, воспитува и едуцира деца од најрана возраст. Пеете ли песнички? Пееме и песнички. Играте ли балет? Играме и балет. Имаме ли денеска шанса ние да се подружиме со вашите дечиња овдека и да учиме некои нови работи и да видиме значи како се забавуваат дечињата овдека кај вас во братство и единство во клонот Петар Пан? Па верувам дека сите деца се спремни, тоа што се работело низ текот на целата година, тоа што го имат изучено, тоа денеска и ќе може да го видиме денеска на лице место. Ви благодарам, почитувани гледачи, веднаш кај мене се наоѓа господја Рабија Локу, директор на градинката Братство и единство клонот Петар Пан, која што се наоѓа токму овдека во центарот на градот Скопје на Скопски Битпазар. А сега одиме да се подружиме малку со вашите дечиња, ние ќе направиме мала пауза да можат нашите гледачи да ги видат рекламите, а веднаш потоа се враќаме овде во дружба со овие прекрасни малечки ангелчиња.
Почитувани гледачи, овдека во градинката Братство и единство имаме специјална и ексклузивна можност да запознаеме една специјална личност. Станува збор за раководителот на поликлиниката Чаир, со кој што денеска ќе имаме можност да разговараме во емисијата Супер звезда. Веднаш до мене, драги гледачи, се наоѓа доктор Музафере Кадриу. Докторке, добар ден и добре дојдовте во Супер звезда. Сте јуџета. Ви благодарам. Сакам да им се обратам на гледачите во почетокот и да ги подсетам за што станува збор. Пред се Супер звезда во неколку наврати веќе беше гостин на стоматолошките клиники, каде што имавме шанса да видиме што е бенефитот од новата акција која што спроведува владата на Република Македонија во соработка со Министерството за здравство. Поточно станува збор за кампањата за пиење на флорирано млеко од страна на најмладата популација. Кажете ми, дали исто таа акција се спроведува овде кај вас, поточно во општина Чаир, и како е прифатена од децата и од нивните родители? Po është e vërtet edhe të ne në komunën e Çajirit, njëkohësisht bëhet florimi i qumshtit në për të gjitha foshnjorët tona dhe në fillim kishte disa probleme dhe anashkalime, mirë po tani i kemi të i kalua ato probleme se e kuptuan edhe ata se çfarë benefiti fitohet prej florimit të qumshtit, kështu që tani kemi edhe paraqitje të numrit të ri të fëmijëve që vijnë për të pirë qumshtin me fluor. На почетокот имаше отпор од страна на некои родители. Постои ли тој отпор и ден денеска или сватија дека има голем бенефит од една ваква акција? Jo, tani vetë ai problem u te i kalua. А кажете ми, кои се бенефитите вистински за децата, што дечињата во иднина ќе добијат од една ваква акција? Të gjithë këtë punë që e bëm vetëm të jetë një preventiv për parandalimin e paraqitjes të karriesit të dhëmbët e fëmijëve. Prandaj, fluori është një komponent shumë e mirë, e cilën e mundësum nëpërmjet të qumshtit të vije në dhëmbët e fëmijëve dhe të parandaloje karriesin, ajo që është numër 1 për fëmijët. Ви благодарам многу што бевте гостин во Супер звезда, фала ви многу. А сега продолжуваме понатаму, имаме шанса да разговараме со еден специјален господин. Тој е доктор Драган Јовевски, кој што ни доаѓа од здравствениот дом Скопје, кој што воедно е претседател на комисијата за спроведување на оваа прекрасна акција за флорирано млеко. Докторе, добар ден и добро дојдовте во Супер звезда. Добро бе најдов. Како сте? Па добро, одлично се чувствувам. Во средина, ова е градинка, тој склон Петар Пан, каде што имаме прекрасна соработка со директорката, со воспитувачите, со целиот персонал, а пред се доаѓаме заради самите дечиња. За нив и посветена оваа програма и реализацијата на оваа програма ќе оди до тогаш додека се уште имаме вакви деца кои што им е потребна, посебно програмата за флорирано млеко, програмата за негова консумација и така натаму, се во цел да се подобри оралното здравје, да го намалиме индексот, скепот и на кариесот и на се друго што понатаму ќе се. Ај сега вака да кажеме уште еднаш, дали беше неопходно да се направи една ваква акција? Не само што беше неопходно, во овој период на трансформација на целокупното здравство, ние како предсе, како стоматолози, не само што ќе ја спроведеме оваа акција, него уште и понатаму ќе ја спроведуваме и ќе ја збогатуваме. Едноставно со нови моменти. За оваа година ние како програмска активност имаме едукацијата и мотивацијата пред се, она што ние самите го правиме секојдневно во својата работа, тоест нашите извршители. Пред се мислам на превентивните стоматолошки тимови кои што се составени од доктор стоматолог и стоматолошка сестра. Ќе збогатуваме и во иднина, ќе најдеме и други наши активности, други програмски активности, се со цел да го напредиме оралното здравје. Ако не имаме здрава популација, посебно зборуваме за детската, во иднина од нив ќе произлезат граѓани кои што ќе работат во различни професии, но тој индексот на заболување, превентивата е тоа, ќе го намалиме во разни болести. Устата е огледало на човековото здравје. Ако ние ова го поспешиме со овие наши активности програмски, ќе здобиеме едноставно поздрава нација и сметам дека и оној дел од средството што денес се одвојува за здравството, ние со превенцијата можеме само да го намалиме. Уште едно последно прашање имам за вас, докторе, кажете ми, што ќе работат стоматолозите во иднина доколку дечињата имаат здрави зави?
Мислам дека не треба да се грижиме стоматолозите ке работат наставно во превентивата. Превентивата не само во стоматологијата, туку и во медицината треба да се подигне на едно повисоко ниво, да и се даде значение, затоа што ако имаме добра превентива, тогаш куративата многу малку ќе троши средства од буџетот на Република Македонија и од доноците на самите граѓани. Ето така, имате ли нешто за крај да им порачате на родителите и на дечињата кои што сега не гледаат во овој момент? На родителите и на дечињата ќе им порачам пред се да учествуваат во спредување на овој програм од Националното координативно тело и Министерството за здравство, да со консумацијата и на млекото и другите активности кои што ги спроведуваат стоматолозите помогна со тоа што ќе учествуваат, ќе ни помагаат со нивни совети, активности, мислење и така натаму. Сметам дека ќе добијат многу. И децата, и родителите, па и ние самите. Доктор, ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда, ви благодарам за овие прекрасни зборови и се надевам дека нашите граѓани ќе сватат за колку племенита и колку хумана акција станува збор и ви благодарам од името на Супер Звезда што денеска одвоивте време да бидете наши гости. Благодарам и на вас. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму. За оние кои подоцна се вклучија денеска Супер Звезда, се специјални ексклузивни гости овдека во градинката Братство и единство во општина Чаир, клон Петар Пан. Имаме специјална и ексклузивна можност да разговараме со господја Русева Софија, која што психолог овдека во градинката. Здраво, живо и добро дојдовте во Супер Звезда. Како сте? Благодарам. Господја Софија, убаво ли е да се работи како психолог во детска градинка? Да, во градинка е прекрасно да се работи како психолог и да се биде во тој простор каде што има деца. Кажете ми, оваа градинка, значи, колку вкупно деца има во моментот? Во градинката Братство и единство, во сите објекти или клонови, кои што ги викаме, има околу 550 до 600 деца. Е така. Убаво е да знаат родителите зошто децата треба да одат во градинка. Може ли да ми дадете одговор на ова прашање? Па, во градинка е периодот на детството е најдобро да се помине во градинка. Истражувањата тоа го покажуваат, психолошките истражувања, со така и педагошките, дека деца кои што оделе во градинка посетувале уште од најрана возраст, значи уште во јаслена возраст, дека после тоа низ животот многу добро знаат да се прилагодат, знаат да решаваат проблеми, да се соочуваат со конфликтни ситуации и да ги решаваат и во сите предизвици во животот можат многу подобро да се снајдат. Би сакал да ве прашам, што и прашање на голем број родители кои имаат мали деца. Која е најдобрата возраст за едно дете да почне да посетува градинка? Моите согледувања, а воопшто и согледувањата од психологијата и педагогијата, дека уште од јаслена возраст, значи веќе децата може да дојдат во градинка и тие најдобро се прилагодуваат кога континуирано после 12, после една година, некои доаѓаат и од 9 месеци. Кажете ми, господја Софија, по колку деца се во една група и зошто токму тој број на деца? Може да биде поголем, помал или мора да е онака како што е предвидено? Во поголемите возрастни групи, значи таму каде што имаме возраст од 4 до 5 години, може да има од 20 до 25 дечиња. Значи, во помалите групи некаде до 20, некаде до 17-18 дечиња, а во јаслената групи се до 12 дечиња. Кажете ми, што се децата
учат во градинка? Еве, слушнавме дека има песнички, некои дека има балет, дека учат да цртаат. Па во секојдневните програми децата, значи воспитувачите планираат за секој месец според интересите и возраста на децата, значи тематски планираат различни содржини и теми за децата. Тоа што ја прави оваа градинка поразлично од другите, тоа што функционира во мултиетнички состав. Кажете ми, дали групите се исклучиво етнички формирани или има и етнички и мешовити? Да, групите се мешовити, а исто така има и според националната припадност на децата имаме албански групи, турски групи и македонски групи. Како си се однесуваат дечињата меѓу себе? Да, они прекрасно комуницираат, се дружат. Нема никаков проблем, децата се деца и тие не прават разлика меѓу себе. Ето, значи доколку, драги гледачи, би требале да дадеме пример за мултиетничко живење, за заеднички соживот и за многу љубов собран на едно место, тука е градинката Братство и единство во општина Чаир, клонот Петар Пан. Убаво ли го кажав? Вие токму тоа денеска можете да го видите овдека, затоа што баш во овој клон има и деца кои што се во групите од мешан состав, а исто така и деца со албанска група, и во кој има и деца и турци, и босанци, бошњаци, и албанчиња, и македончиња, и сите заедно, и ромчиња. Благодарам на прекрасниот разговор, ве поздравувам, а сега ние, почитувани гледачи, одиме понатаму. Како што најавивме на почетокот, денеска супер звездите се специјални гости во градинката Братство и единство овдека во општината Чаир, поточно на Скопски Битпазар, во клонот Петар Пан. Веднаш као до мене се наоѓа регионалниот координатор, тоа е доктор Киријакица. Здраво, живо и добродојавте во Супер Звезда. Како сте, докторке, добри? Добро, еве. Кажавме дека денеска ќе се едуцираме на тема флуор, колку е тој корисен за децата, зошто децата треба да конзумираат флуор, и може ли да ми кажете уште на самиот почеток, еве имам едно спремно прашање за вас, зошто децата треба да користат флуор и на каков начин се внесува тој? Од сите превентивни методи кои што се употребуваат за заштита на забите од забен кариес, флуоридите се на едни од најзначајните средства кои што ги употребуваме. Сега, значи, и со сигурност можеме да кажеме дека после 6 децении на нивна масовна употреба, тоа е повторно едно ефикасно, најбезбедно и многу ефтино средство за заштита на забите од кариес. Тие средства можеме да ги употребуваме екзогено, ендогено и комбинирана метода која што е најдобра, екзогена и ендогена. Нивната крајна цел е да ги заштитат забите, да ги направат поотпорни на сите негативни агенси кои што влијаат во устната шуплина и кои што доведуваат до кариес. Ви благодарам за вашиот одговор, а сега одиме понатаму. Се враќаме во разговор со уште еден регионален координатор. Станува збор за примариус доктор Виолета Арсова Бошковска, која се наоѓа веднаш до мене. Здраво, живо, докторки, добродојавте во Супер Звезда. Како сте? Добро, фала на поканата. Еве го првото прашање за вас. Вели, од која возраст е најдобро децата да почнат со пиење на флуорираното млеко? Па ние, пошто рековме, станува збор овде за ендогена примена на значи флуорни препарати, се одлучивме, значи, за флуорно млеко, кое што го примаат децата токму во градинка, а тоа е возраста од 3 до 5 годишна возраст, со тоа што е строго дозирана дозата и се прима од 0,5 милиграми. Следното прашање е, после колку време се видливи резултатите, се гледаат ли веднаш, може ли утре дента веднаш по пиење на една шолја млеко да се забележат резултатите, или е потребен некој подолг временски период? Убаво би било кога би можеле веднаш да се видат резултатите, меѓутоа ова, значи, начин на примена на флуор е спаѓа во среднорочни, значи, планови, со тоа што, значи, бенефитот, односно согледувањата на резултатите може да бидат тек после 7 до 10 годишна возраст. Докторке, ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда и ве поздравувам. А сега продолжуваме понатаму. Веднаш до мене се наоѓа уште еден од регионалните координатори на националната стратегија. Тоа е специјалистот по детска и превентивна стоматологија, да и кажеме здраво, живо и добре дојде во Супер Звезда на доктор Благородна Пројковска. Докторке, како сте? Добро сум, благодарам на поканата.
И ми е задоволство што нешто повеќе ќе кажеме што не го знаеме. Така, да може да научат и дечињата и нивните родители. И родителите. Емисијава колку е за дечињата, толку и за родителите. Ајде сега да откриеме оние дечиња кои не одат во градинка. Каде може да го набават ова млеко? Дали го има некаде во слободна продажба и дали флуорираното млеко може да се купи во некој од продавниците? Века флуорираното млеко нема да се најде на слободниот пазар, тоа ќе биде дистрибуирано само во предучилишните установи. И сега, значи, како да ги заштитиме и тие дечиња што не одат во градинки. Нив ќе ги заштитиме со примена на флуорни таблети. Заштитата, значи, со флуорните таблети почнува уште од самата бременост на мајката. Мајката почнува да прима флуорни таблети после 4-тиот месец на бременоста во вид на натриум флуорид, значи секој ден по една таблета од 1 мг прима до крај на бременоста, додека го дои детето, а потоа уфрла на детето флуорни таблети. Меѓутоа, дозирањето до 6 годишна возраст е различно. До 2 години одиме со една таблетка од 0,25 мг, од 2 до 3 години со 2 таблетки од 0,25 мг, од 3 до 6 години со 3 таблетки и од 0,25 пак и од 6 години до 12 додека трае минерализацијата на зъбите имаме една таблетка од 1 мг секој ден. Имаме бисерни насмевки, како што кажавме, прекрасни запчиња, а за тоа сте тука вие стоматолозите и пред се владата на Република Македонија, која му возможи на дечињата ваква целосна и безгрешна заштита. Доктор Ке, ви благодарам многу, а ние продолжуваме. Продолжуваме понатаму. Учесник во вашата емисија. Благодарам, доктор Ке. Одиме понатаму, драги гледачи, доаѓајте по мене. А сега, почитувани гледачи, до мене се наоѓа доктор Севдалина Јаневска. Добре дојдовте во Супер Звезда. Доктор Севдалина, за вас треба да кажеме дека сте републички координатор на Скопски регион и член на координативното тело која спроведува оваа стратегија. Беше ли тешко да ја спроведете стратегијата до ова ниво до кое што еве денес гледаме дека е напредната? Па овака да ви кажам, пред се би сакала значи да ги поздравам сите гледачи на Супер Звездичка. Многу ми е драго што денес се наоѓам во оваа градинка и што имам можност да се дружам во делот и во емисијата на содечињата во Супер Звездичка. Значи, на ниво би сакала значи како заклучок и да дефинираме во делот на оваа заедничка емисија дека на ниво на Македонија постои таа национална стратегија за превенција на орални заболувања кај децата од 0 до 14 години. Меѓутоа, за да ова може да функционира така како што е поставено, односно за да може да се спроведе самата стратегија, најголем виновник за тоа пред се е владата на Република Македонија, која што мислеше на своите деца, мислеше за својата иднина, ја спроведе стратегијата, односно ја стави стратегијата во закон и како таква, преку Министерството за здравство и координативното тело започна со незино спроведување на самиот терен. Самата програма пиење на флуорирано млеко е под ингеренции на Светска здравствена организација и фондацијата Боров, за кои што многу сме благодарни, бидејќи тие со нивните сугестии и со нивната помош ние успеавме оваа форма на заштита кај запчињата на децата од кариес како таква и да ја спроведеме. Што оваа програма очекувате да донесе како бенефит во блиска и подалечна иднина, еве да потенцираме за да разберат родителите и дечињата, за да знаат што се очекувањата од оваа програма? Целите на самата стратегија е намалување на кариесот, односно намалување на КЕП индексот кај дечињата кои што за жал во сегашни услови кај нас е многу висок, над 6, значи меѓу 6 и 8, а според пропозициите на Светската здравствена организација треба да биде помало 3. Значи целта на самата оваа стратегија е да дојдеме со КЕП индекс до 3. И затоа ги спроведуваме овие превентивни мерки. Значи имаме многу повеќе расипани запчиња од што би требало да имаме и сега оваа стратегија ќе направи воопшто да се делува превентивно пред запчињата да се расипат. Така, точно така, а се тоа со цели за општо покрај здравјето на зъбите, за општо здравје на сите дечиња. И како што се вели, подобро е да се спречи
лечи отколку да се лечи. Ви благодарам денеска што бевте гостин и ви благодарам за учеството ваше и на вашите колеги кои што дојдоа од сите краеви на градот Скопје, па и од други градови на Македонија да бидат денеска специјални гости во оваа емисија. Благодарам уште еднаш. Благодарам ја вам. Фала. А сега, почитувани гледачи, имаме можност да разговараме со една специјална докторка која е член на координативното тело за спроведување на националната стратегија за здрави запчиња кај дечињата. До мене се наоѓа доктор Шевале Алили. Здраво, живо, добро ни дојдовте во Супер Звезда. Докторке, како сте? Mirë, faleminderit, mirë se ju gjej. Është kënaqësi e veçantë të jem misafire e programit tuaj. Веднашка до нас се наоѓаат и дечињата, тука се и прашањата кои што беа наменети за вас. Ајде да видиме дали имате одговор на првото прашање кое што ќе ни го постави овој прекрасен дечко. Shqimi do më ranka që të kemi bombë të shëndosh. Të shëndosh, fëmijët duhet të hanë ushqime të shëndosha, ushqime duhet të jenë të shumë llojta. Duhet të përmbajnë minerale, vitamina dhe proteine. Ku i gjejmë këta minerale, vitamina dhe proteine? Këta gjenden tek qumshti, prodhimet e qumshtit, mishi dhe prodhimet e qumshtit, vezët, pemët dhe perimet. Gjithashtu preferohet që fëmijët të hanë edhe ushqime të forta, sepse në këtë mënyrë bëhet edhe masazha e mishit të dhëmbëve, bëhet stimulimi i tajitjes së pështimës, bëhet vetë pastrimi i dhëmbëve dhe të gjitha këta në veçantë ndikojnë në parandalimin e kariesit. Në grupin e këtyre ushqimeve bëjnë pjesë molla, karrotat e ndryshme, sallatat e ndryshme. Pra të gjitha këta ushqime janë të shëndosha për shëndetin e dhëmbëve. Këta ishin ushqimet e shëndosha të cilët duhet t'i hanë fëmijët, mirë po fatkeqësisht fëmijët më tepëri preferojnë sheqerat, kurse sheqerat bëjnë pjesë në grupin e ushqimeve të cilët janë të rrezikshme për shëndetin e dhëmbëve. Mirë po nuk do të thotë se fëmijët nuk duhet t'i hajnë sheqerat apo ëmbëlsirat, por duhet të dinë se në çfarë kohe duhet t'i hajnë dhe në çfarë mënyre. Preferohet gjithmonë të hajnë pas hajes kryesore dhe menjëherë të pastrohen dhëmbët. Благодарам за прекрасниот одговор. Ете, видовме значи што се треба и што не треба да правиме за да имаме значи здрави запчиња. А сега ќе одиме да го поставиме прашањето број 2. Ајде да видиме кој е јунакот кој што ќе го постави ова прашање. Unë ka vazi çfarë është kariesi. О, какво убаво прашање. Фала, Злато. Доктор, ке имаме едно прекрасно прашање. Ајде да го слушнеме вашиот одговор. Kariesi është një sëmundje e dhëmbëve e cila paraqitet me mos pastrimin e dhëmbëve. Do me thënë se dhëmbët nuk pastrohen, atëherë paraqitet kariesi. Në popull kariesi është i njohur si krimbi i dhëmbëve. Paraqiten defekte të ndryshme në sipërfaqen e dhëmbëve dhe këta defekte apo kavitete apo vrima siç i quajnë, nëse nuk sanohen me kohë, atëherë vjen edhe deri te dëmtimi më të thjeshëm i dhëmbit dhe deri te humbje në përgjithësi e dhëmbit. Благодарам, фала многу за прекрасниот одговор. Одиме сега понатаму, прашање број 3. И кој е кандидатот кој што ќе го постави ова прашање? Ова прекрасна девојка, ова убава балерина, драги гледачи, која имате шанса да ја видите сега. Преска ни пееше убави песни, а сега ќе ни постави едно прашање. Чуам мерза псе до тилазам. О, какво прекрасно прашање. Ајде, докторке, сега да чуеме што вие мислите на оваа тема. Dhëmbët duhet të pastrohen pas çdo haje, mirë po kjo është vështirë të arrihet. Prandaj preferohet dhëmbët të lahen në mbrëmje para se fëmijët të shkojnë në gjumë dhe në mëngjes pas të hahet mëngjesi dhe çdo herë pas të hahen ëmbëlsira. Lahen me brush dhe past. Brusha duhet të jenë me fije sintetike, sepse në këtë mënyrë bëhet pastrimi më i lehtë i sipërfaqeve të dhëmbëve. Pastaj duhet të ketë kujdes se çfarë paste duhet të përdoret. Me rëndësi është pasta të përmbajë fluor, sepse fluori ndikon në prevenimin e kariesit. Sa gjatë duhet të lahen dhëmbët? Dhëmbët duhet të lahen 2 deri në 3 minuta, sepse supozohet se kjo është koha e mjaftueshme për eliminimin e të gjitha shtresave në sipërfaqet e dhëmbëve.
Дјат пастримит дуете кет кујдес пар лојин е ловизјаве të cilët përdoren gjatë pastrimit. Qëllimi kryesor gjatë pastrimit është që të largohen shtresat e dhëmbëve nga sipërfaqet e dhëmbëve dhe nga sipërfaqet ndër dhëmbore të dhëmbëve. Благодарам, докторке. Супер. А сега, драги гледачи, одиме и на последното прашање од ова рунда на одговори кои што успеаме да ги добиваме од докторката. Да видиме кој ќе го постави последното прашање. Еве еден доброволец овдека, повели Злато, кој е твоето прашање? Унче Милка псевдотешканте дентисте. Прекрасно прашање. Браво, кукличке. Докторке, што мислите? Fëmija duhet rregullisht ta vizitojnë stomatologun. Vizita duhet të jenë jo vetëm atëherë kur ju vjen diçka, por duhet të jenë të shpeshta. Preferohet së paku 2 herë në vit të shkojnë te stomatologu, edhe atë në distancë kohore prej 6 muajve, sepse stomatologu kujdeset për shëndetin e dhëmbëve të fëmijëve, jep këshilla për ruajtjen e dhëmbëve të fëmijëve, bën parandalimin e sëmundjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me dhëmbët dhe stanon defektet e paraqitura apo bën mbushjen e dhëmbëve të prishur. Значи било едноставно. Ако одиме на стоматолог, имаме и здрави запчиња. Од секој случај ви благодарам многу за вашето учество во Супер Звезда и за тоа што учествувавте во едукативниот дел. Ваша гостинка ми беше големо задоволство. Се надам дека се видиме во некоја следна прилика, само зарно и за убава, доктор. Ви благодарам многу, се најдобро, а сега, почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа продолжуваме во дружба заедно со моите другарчиња од градинката Братство и единство Клон Петар Пан. А сега, драги гледачи, се наоѓам во еден прекрасен амбиент и прекрасно друштво, заедно со моите другарчиња оде во градинката Братство и единство. Имаме уште еден специјален гостин, станува збор за примариус доктор Киријакица Бакалчева Николова, која што се наоѓа веднаш до мене и сакам да ја посакам добре дојде во Супер Звезда. Како сте, докторке? Многу убаво се осеќам затоа што сум овде во друштво со моите другарчиња, аз така ги нарекувам, бидејќи ние многу често се дружиме. Вие, докторке, доаѓате од здравствениот дом Скопје? Да, јас работам во поликлиника Биг Пазар, ги посетувам дечињата, си зборуваме за забите, дали си пијат млеко често. Супер. Дали вие уживате, драги дечиња, во разговорот со докторката? Да. И убаво ли вие? Значи си се забавувате забавно? Па викнете ми мене еднаш када дојдам, договорено? И научивте ли нешто вие од докторката? Ви кажа ли таа како правилно треба да ги миете запчињата? И ви покаже и вие така правите дома? А пиете ли млеко? Браво, с аплауз за овие прекрасни дечиња. Еден голем, огромен аплауз. Колку сакам вака да се дружам со волку убави дечиња. А имате ли вие, драги дечиња, прашања кои што би сакале да ги поставите на докторката? Еве некои работи кои што сте ги учеле, може би сте ги заборавили или нешто што не сте успеале да го научите. Сакате ли да го прашате овдека на лице место да научиме нешто ново? Да? Имате прашања? Кој ќе постави прашање? Ајде да видам нека крене рака. Александар ли беше твоето име, Злато? Имаш ти прашање за докторката, Александар? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Ајде, 3-4, само заврти се кон камерите и кажи го твоето прашање. Јас сум Александар и сакам да прашам колку видови запчиња имаме. Убаво. Ќе го искористиме моментов да дознаеме и нешто ново, докторке. Еве да дознаат и нашите гледачи. Ќе бидете ли љубезни да ни кажете колку видови запчиња имаме? Така, значи, ние имаме 2 вида запчиња или да кажам 2 дентици, млечни и трајни. Сите дечиња, јас нив ќе ги прашам сега, дали редовно си ги мијат запчињата? Спиење. А ти, Злато, кога ги миеш твоите запчиња? Јас ги мијам пред спиење. Браво, сколку убаво. А ти, Александар, кога ги миеш? Ја пред спиење кога дојдам во градинка. Браво. Значи, колку често треба да ги миеме запчињата, доктор? Правилно е да се мијат после секој оброк. Меѓутоа, доволно е и сабајле, кој ќе станат дечињата, и обавезно, значи пред спиење. Што друго е битно да знаат не само дечињата, дури и нивните родители во врска со оралното здравје и со нега на забите кај дечињата? Многу е битна контролата сега на исхраната. Значи правилна исхрана кај дечињата, многу овоштие, зеленчук.
Сега што треба да направиме доколку приметиме црна точка на нашето запче или не дај Боже доколку некој запче почне да не боли? Најмалку 2 пати во годината треба да доаѓаат дечињата на стоматолог за да ги контролираме зъбите. Ајде сакам да ги прашам дечињата, дали некој од вас дечиња некогаш бил на стоматолог? Да, си бил и ти, Злато си бил, ти не си бил, да. Кој бил да крене рака да видам овдека? Да. И сакам да ми кажете дали е страшно да се оди на стоматолог. Ете оваа кукла да ми каже, Злато, како е твоето име? Ериона. Колку убаво име имаш ти, Злато. Кажи ми, страшно ли е да се оди на стоматолог? Не е страшно. А ти што мислиш, Злато? Не. И ти мислиш дека не? А ти, Александар? Не. Не е страшно. Докторке, страшно ли е да се оди на стоматолог? Јас мислам не е воопшто страшно. Јас ви благодарам. Кажавме ли се или има уште нешто што би било интересно и за децата и за родителите? Јас мислам дека кажавме се. Ако кажавме се, тогаш да им пратиме многу бакнежи на оние кои што не гледаат. Ете така и да им мафнеме и да им кажеме да останат со нас. Има уште малку до крајот на нашата емисија. Ќе направиме кратка пауза, а потоа се враќаме повторно овде во разговор со моите драги другарчиња од прекрасната и една од најубавите градинги која што се вика како? Братство и единство. Пауза, драги гледачи. Сега, драги гледачи, гледате во колку прекрасно друштво се наоѓам во моментов. Сакам да ги прашам сите овие прекрасни докторки околу мене, како се чувствувате? Прекрасно. Прекрасно. Така, како ви помина денешниот ден? Убаво, многу весело и пријатно. Значи, вие скоро секој ден сте заедно со дечињата, Секој ден нели? тоа ни е работа со децата, така да навистина, мислам, ни представува голема радост. Уживате додека работите со нив, нели? Да, тоа е големо задоволство да се радиме со деца. Што ги не е тешко да се види од изразот, да, од изразот на вашите лица, да. Сега за крај сакам уште еднашка да ви поставам едно прашање. На кој начин се евидентира, значи, целата оваа акција, како се знае кој дете колку пати испило млеко и дали испило или не испило? Значи, во самата национална стратегија ние имаме евиденција која што е строго контролирана, така да воспитувачите во секоја градинка секојдневно, значи секој дете како ќе го испие млекото, односно дозата препорачлива, таа забележува со тоа што значи дали го испие млекото, не испиено или ако е отсутно, исто тоа се евидентира. Така, значи нема страв, никој не треба да се плаши дека тука може да се пропушти или дека може некоја доза да се надомести двојно или тројно. Но е така да нема шанси, мислам да се предозира, него е точно, значи колку што треба да се вгради за да едно запче биде почврсто, односно поотпорно кон кариес. Ајде да одјавиме сега нашата денешна емисија, да? Нема во слободна продажба млекото. Така, значи, тоа е и причината така за да се контролира. Јас да додадам, значи овие формулари ние ги доставуваме во градинката секој први во месецот и значи извршителите ги зимат од градинката на крај на месецот. Потоа ние правиме една обработка на тие податоци. Секој дете има свој идентификационен картон, каде што ние точно ги заведуваме деновите кои што дете пие млеко, било отсутно во градинка или не испива млеко. Докторке, отворете ми картони на мене, јас одам да пијам млеко, а се надевам дека и вие ќе ме придружите. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вашето внимание. Тоа беше се од мене и од оваа прекрасна екипа со која што се дружевме денеска во детската градинка Братство и единство во општината Чаир во клонот Петар Пан. Толку од Супер Звезда, се гледаме повторно за 7 дена, а до тогаш бидете живи, здрави и чувајте ги вашите запчиња. Чао, пријатно и до гледање. Се гледаме. Чао.